Добро вечер, централно издание на Дневникот на К1. 4 дена до крајот на изборната кампања. Коалициите, политичките партии и независните кандидати учесници на престојните локални избори денеска продолжуваат со активностите во рамки на кампањата. Но за ова подолу во Дневникот сега ќе ги погледнеме трите настани кои што го одбележаа денот. Партиите, коалициите и независните кандидати денеска со митинзи и средби со граѓани ја продолжуваат изборната кампања. 16-тото издание на фестивалот на античка драма Стоби ќе се одржи од 16 до 21 октомври. Саем на вонучилишни активности денеска по пети пат се реализираше во општина Кавадарци. Започнуваме со политика. Кандидатот за градоначалник на Велес од коалицијата предводена од СДС Маце Коцевски на денешната пресконференција истакна дека една од првите работи што ќе ја направи по освојувањето на локалната власт ќе биде враќањето на значењето на паднатите борци од Народно-ослободителната војна. И додаде дека нивните бисти ќе бидат вратени таму каде што припаѓаат во паркот на хероите. Една од првите работи што ќе ја направиме по освојувањето на локалната власт ќе биде нападнатите борци од Народно-ослободителната војна на народните херои да им го вратиме значењето и нивните бисти да ги вратиме таму каде што припаѓаат, во паркот на хероите, порача кандидатот за градоначалник на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Аце Коцевски. Исто така ветувам дека една од важните работи што сакам да ги направиме во наредниот период по изградбата на споменикот на Панко Брашнар е неговите посмртни останки во соработка со хрватските власти од Голи оток да ги донесеме во неговиот роден Велес. Во наредниот период ќе направиме се за да бидеме достојни продолжувачи на идеалите на паднатите жртви за слобода на Македонија, порача Коцевски. Кандидатот за советник од коалицијата предводена од СДСМ Весна Стојанова Богоевска го обвини Александар Колев, актуелен председател на Советот на општина Велес и председател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Велес, како и носител на советничката листа на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН за злоупотреба на службената должност користење на општинско возило за приватни цели. Врз основа на информации од граѓани, Весна Стојанова Богоевска, кандидат за советник во Советот на општина Велес од коалицијата предводена од СДСМ, го обвини Александар Колев, актуелен председател на Советот на општина Велес и председател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и сегашен носител на листа за кандидати за членови на Советот, дека ја злоупотребил службената должност и за лични и партиски потреби, користел службено возило на општина Велес. Граѓаните на Велес не информираат дека со службеното возило Колев постојано патувал во Скопје, додека специјализирал на медицинскиот факултет, но многу често автомобилот бил забележан паркиран и пред влезот на зградата во која тој живее. Граѓаните информираат дека наместо за потребите на локалната самоуправа и строго наменски за извршување на работни задачи, Колев службениот автомобил го користел како свој личен имот и тоа пред очите на велешката јавност. Стојанова Богоевска вели дека до нив од граѓани стигнувале информации дека во текот на предизборната кампања општинската зграда наликувала на партиски штаб на ВМРО ДПМН. Таа вели дека ваквата состојба нема да помине неказнета. На 15 октомври граѓаните ќе одбереле градоначалник и советници кои ќе работеле за доброто на сите.
За кавадаричките села кои се наоѓаат околу Тиквешкото езеро ќе биде изградена пумпна станица која ќе ги задоволи потребите на лозаропроизводителите и собствениците на викенд куќи во тој регион. Ова денеска на пресконференција го вети кандидатот за градоначалник на СДСМ Бетијан Китев. За кавадаричките села Брушани, Рисава, Бегниште, Дабниште и околните ќе биде изградена пумпна станица, вети денеска на пресконференција кандидатот за градоначалник на СДСМ Бетијан Китев. Оваа станица ќе црпи вода од Тиквешкото езеро и ќе ги задоволи потребите на лозаропроизводителите. Од формирањето на Тиквешкото езеро па се до денес, населението од овој крај немаше можност за наводнување на земјоделските површини, ставајќи ги земјоделците од овој регион во незавидна положба, додава Китев. Идејата за изградба и инсталација на пумпна станица е стара идеја, но за жал од денес познати причини до ден денес таа идеја е нереализирана. Еден крак од пумпната станица ќе се насочи кон високите површини на Возарци и Дреново. Ова е значаен проект кој го нудиме за граѓаните од овој регион и заедно со владата тоа и ќе го реализираме. Од овој проект дополнителен благодет ќе имаат собствениците на викенд куќите кои се наоѓаат на брегот на Тиквешкото езеро, со тоа што ќе добијат технолошка вода, рече Китев. Општинската организација на Нова социјалдемократска партија на пресконференција соопшти дека поддршката за овие локални избори ќе му ја дадат на Бетијан Китев, кандидат за градоначалник од СДСМ за Кавадарци. Председателот Владимир Клинчаров рече дека на Кавадарци му се потребни промени. На граѓаните им треба квалитетен, чесен и вреден човек кој секогаш ќе биде тука за нив. На Кавадарци му се потребни промени, на граѓаните им треба квалитетен, чесен и вреден човек кој секогаш ќе биде тука за нив, изјави на пресконференција Владимир Клинчаров од НСДП. Тој рече дека целосна поддршка му даваат на кандидатот за градоначалник од СДСМ Бетијан Китев. Ние сме убедени дека Бетијане Китев е вистинскиот избор за градоначалник на Кавадарци. Токму затоа ги повикуваме нашите членови и симпатизери да гласаат за бројот 19. Да гласаат за Бетијан Китев и за советничката листа предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата. Нашата цел е секој политички субјект кој што функционира на територијата на општина Кавадарци да се вклучи на победничката страна. Сосема е известно дека ќе извојуваме една убедлива победа на 15 октомври и идејата е до тогаш да ги сумираме сите оние, би рекол, политички знаења, политички субјекти кои што на некој начин даваат поддршка на мојата кандидатура и на кандидатурата на советничката листа. Китев додаде дека му е задоволство што уште еден политички субјект се приклучи кон нивната страна, со што се зголемува политичкиот колорит и се заблагодари за поддршката. Во наредниот 4-годишен мандат, еден од приоритетите на кандидатот за градоначалник на Велес од редовите на ВМРО-ДПМН е Славчо Чадиев. Ке му биде подобрување на условите во населбата Речани. Чадиев најави нов проект за жителите од ова населено место. Станува збор за изградба на пешачки мост до населбата Речани. Со тоа што мостот директно ќе ги поврзе со градскиот парк. На тој начин значително ќе се скрати патот и времето на движење. Подобрување на условите за живот во населбата Речани. Ова ќе ми биде еден од приоритетите за работа во наредните 4 години, рече денеска Славчо Чадиев, кандидат за градоначалник од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН. Чадиев вели дека со изградба на мост ќе се подобри комуникацијата на ова населено место со централното градско подрачје. На тој начин значително ќе се скрати патот и времето на движење. Освен жителите на населбата Речани, очекуваме мостот секојдневно да го користат и граѓаните од Весела долина и од Трпезица. Вкупната вредност на проектот изнесува 15 милиони денари, буџет на општина Велес. Чадиев вели дека во наредните 4 години продолжуваат проектите за поставување на нова водоводна и канализациона мрежа во оваа населба, како и изградба на тротоар долж улицата Академик Пенчо Давчев. Продолжуваме и со поставување на нови водоводни и канализациони линии во населбата. Предвидовме 1 милион денари за реконструкција на 2 улици во Речани и 2 милиона денари за изградба на тротоар по улицата Академик Пенчо Давчев. Чадиев очекува на 15 октомври Велешани да го заокружат бројот 13.
за да продолжат со реализација на започнатите проекти, но и со новите од изборната програма Нова ера за Велес. Со закани криминал СДСМ Јаце Коцевски сакаат да купат гласови. Обвини денеска Ангел Димов, кандидат за советник во Советот на општина Велес, од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Тој обвини дека група активисти на СДСМ, кои им се добро познати на велешани овие денови, врши подкуп на гласачи. Разделуваат пари, брашно, јајца, масло и други намирници на најзагрозените социјални групи на граѓани. СДСМ знае дека ја губи поддршката од велешани и затоа се обидува преку подкуп на гласови да дојде до поволен резултат. Обвини денеска на пресконференција Ангел Димов, кандидат за советник во Советот на општина Велес од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Група активисти на СДСМ, кои им се добро познати на велешани, овие денови вршат подкуп на гласачи. Разделуваат пари, брашно, јајца, масло и други намирници на најзагрозените социјални групи на граѓани. Злоупотребувајќи ја моќта од позиција на власт, ги приморуваат велешките бизнисмени да вршат притисок врз своите вработени. Се злоупотребува избирачкото право на граѓаните, вели Димов, апелирајќи оваа појава да престане. Тој вели дека последните денови велешани ги запознале вистинските лица напротив кандидатите и затоа на 15 октомври СДСМ ке загубела убедливо во Велес. ВМРО ДПМН и градоначалникот Славчо Чадиев беа силно посветени во издигнувањето на спортот во градот. Затоа говорат и постигнатите резултати на нашите спортски клубови. Истакна на пресконференција кандидатот за советник на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН Александар Табаков. Тој најави дека во следниот мандат општина Велес ке застане зад женскиот ракометен клуб Борец со цел продолжување на традицијата на ракометен град. Во насока на обезбедување на подобри услови за спортување. Ке изградиме 3 кошаркарски игралишта во градот и ново повеќенамensко игралиште во населбата Узус. Потоа ќе реконструираме и спортската сала Гемиджи, ќе го реконструираме градскиот стадион, ќе се реконструира спортското игралиште во Дворови, ќе ги реконструираме спортските игралишта во дворовите на гимназијата Кочо Рацин Велес и основното училиште Васил Главинов. Кандидатот за градоначалник на Неготино од ВМРО ДПМН Златко Пенков денеска на пресконференција презентираше сет приоритетни проекти со кои ќе се подобри квалитетот на животот на сите граѓани од овој град. Пенков соопшти дека како иден градоначалник ќе се залага за асфалтирање на сите улици во градот и сите населени места. Општина Неготино ги заслужува сите обележја на урбана средина, затоа во наредниот период како иден градоначалник ќе се залагам за асфалтирање на сите улици во градот и населените места, заради побезбеден и регулиран сообраќај, рече денеска на пресконференција кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН Златко Пенков. Во село Тремник приоритет е асфалтирање на главната улица, додека во село Војшанци асфалтирање на пристапната улица кон населеното место. Исто така, еден од најзначајните приоритети е поставување на фекална канализација за село Црвени брегови и село Дуброво, како еден од најбитните предуслови за градење на урбана заедница. Следен приоритет е уредување на централното подрачје во селата Криволак, Тремник и Курија со асфалтирање и поставување на урбана опрема и паркови во сите овие населени места, додаде Пенков. Ова се само уште еден дел од проектите содржани во нашата програма за работа. Јас и мојот тим ќе овозможиме истата да се реализира во целост. За подобро Неготино за сите, за модерна и урбана општина, заеднички да ја направиме нашата визија реалност. Пенков повика во недела граѓаните масовно да излезат и да ја дадат поддршката за советничката листа на ВМРО ДПМН и нему како кандидат за градоначалник.
Пристигна ново противпожарно возило во територијалната противпожарна единица во Велес. Опремено со еден сет за гасење пожар. Носи резервоар со 500 литри вода, а има и една стабилна и 3 рачни радиостаници за комуникација, како и лична заштитна опрема. Територијалната противпожарна единица во Велес доби ново возило за побрза и поефикасна интервенција, особено по тесните улици. Станува збор за возило добиено од Јапонската амбасада, зашто општина Велес, територијалната противпожарна единица и Вардарски плански регион аплицираше. Возилото има резервоар од 500 литри и истото може да се полни и на лице место од водоводната мрежа. Со по-долгогодишна анализа на градот и потребите на самиот град за да интервенираме поефикасно и побрзо, се одлучивме да аплицираме за вакво мало возило каде што ќе бидеме брзи и ефикасни при првиот момент на интервенција на пожарите и потоа идат колегите да помогнат со поголемите возила. Освен возилото, противпожарната единица доби и 3 рачни станици и една стабилна за подобра и поефикасна комуникација на пожарникарите и комплетно противпожарно заштитно одело. Ова возило е од големо значење, сега паралелно ова возило ќе го користиме за сокаците низ град Велес, за тесните улици, кои што каже градоначалникот, но има уште една намена за шумски пожари, односно и за действување на сообраќајки, тоа што ова возило има и 60 литра пенило, екстракт, каде што можеме исто со истата млазница да гасиме и возила. Лепидовски најави дека со цел обновување на возниот парк во иднина ќе се обидат да набават уште едно противпожарно возило од 1500 литри. Продолжуваме со култура. Од 16 до 21 октомври ќе се одржи 16-тото издание на фестивалот на античка драма Стоби. Ќе учествуваат ансамбли од Србија, Бугарија, Казахстан и Македонија. Имено и оваа година фестивалот има надпреварувачки карактер, информираше Зоран Љутков, председател на Сдруженијето на граѓани ФАЦ Стоби, кој е организатор на истиот. 16-тото издание на фестивалот на античка драма Стоби ќе се одржи од 16 до 21 октомври. Поради големи зафати во античкиот театар во Стоби и оваа година фестивалот ќе се одржи во театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот. Учествуваат ансамбли од Србија, Бугарија, Казахстан и Македонија. И оваа година фестивалот има надпреварувачки карактер, информира Зоран Љутков, председател на Сдруженијето на граѓани ФАЦ Стоби, кој е организатор на истиот. Во жири комисијата оваа година Ивана Јарчевска, театролог, Дејан Дамјановски, режисер и Кети Борисовска, актер. Наградите константно, како што знаете, Гран При за најдобра театарска представа, награда за најдобра режија, за најдобра машка улога и за најдобра женска улога. Посвеченото отворање на фестивалот ќе настапи Шабачкиот театар од Србија со представата Перикле. На фестивалот ќе настапи и театарот Стефан Киров од Бугарија со представата Едип Тиранин, Марко Цепенков со представата Ништо без трифолија, Универзитетот Есра со представата Животот е магичен круг, Велешкиот театар ќе настапи со представата Шумата на моето дрво. Казачкиот театар на провинцијата Ати Рау ќе одигра представата Медеа. Народниот театар на Западен Казахстан ќе одигра представата Филоктет Медеа. И во чест на наградените, театар Комедија ќе одигра представата Стюардеси. ФАЦ Стоби има покана од Асоцијацијата на регионални театарски фестивали, каде што ќе стане член, истакна Љутков. Тие регионални фестивали всушност се одржуваат и баш во летниот период, така да ќе можеме да правиме и некои копродукции со другите, да станеме членови нивни, да се формира таа асоциација која што сигурно ќе има голем бенефити за нас. Љутков информира дека од наредната година големи се шансите фестивалот да се врати и повторно да се одржува во античкиот локалитет Стоби. Представите ќе се одржуваат со почеток во 20 часот. Покровители на фестивалот се општина Велес и Министерството за култура.
Саем за вонучилишни активности денеска по пети пат се реализираше во Кавадарци. Учествуваа 25 спортски клубови, невладини организации, музичко училиште, народна техника, градска библиотека и останати школи каде младите можат да се зачленат и да го поминат своето слободно време. Самот беше во организација на Општинскиот совет за превенција од малолетничко престапништво и единствен од ваков вид во Македонија. Повеќе од 25 штандови на спортски клубови, културни и уметнички друштва, музички училишта, различни организации, народна техника и невладин сектор се представија на саемот за вонучилишни активности кој се организираше денеска на градскиот плоштад. Главниот виновник за овој саем, кој што е единствен во Македонија, е Општинскиот совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци, кој што го организира 5-та година поред. Целта е младите да ги запознаат повеќето клубови и кои имаат афинитет да се зачленат, со што би имале користи тие од клубот и клубот од нив. Подалеку од пороците на модерното време кои ги демнеат младите на секој чекор, рече председателот Димитар Каракулев. Да одвојат дел од своето време, да се зачленат во некои од овие клубови, да имаат свое катче каде што ќе го потрошат тоа време и со еден збор да останат настрана од лошите пороци кои што ги демнат. Тоа е всушност индиректен начин на превенција, да ги зачлениме младите во овие клубови за помалку време да имаат да се одаваат на лошите пороци. Саемот традиционално го посетуваат околу 3000 ученици од 4 до 9 оделение од сите кавадаречки училишта, како и ученици од Росоман. Сите учесници имаат свој штанд каде што преку поставување на промотивни материјали ги презентираа условите и можностите кои ги нудат. Постоиме 2 години, значи сето наш труд и сета наша пот успеавме да направиме на стаза. Тоа е Алшар 2016, значи од 2016 сме познати и 2017. Ние сме карате клуб кој што редовно учествува на надпревари, од кој што секогаш се враќаме со многу одличија. Би се зачлениле зошто најпрвен постои многу голема дружба. Ние сме како едно семејство, значи покрај тоа што тренираме, ние заедно прославуваме, заедно шетаме, заедно се надпреваруваме, делиме радост, тага, заедно ги освојуваме сите овие трофеи. Ние сме клуб кој што имаме балкански прваци, кој што имаме државни прваци, имаме редовно, кој што уназад се 7-8 години државни прваци на Македонија и членки на карате репрезентацијата на Македонија. Целта на овој саем е на индиректен начин да се исполни слободното време на младите, да се намали малолетничката деликвенција, а социјалното однесување, времето да не го поминуваат залудно и безкорисно, туку да бидат активни да спортуваат во некој од клубовите или организациите кои постојат во Кавадарци. Приближно 8.000 работни места им се нудат на невработените лица во земјава во предпријатија кои работници бараат преку Агенцијата за вработување. И покрај тоа стапката на невработеност во Македонија се уште е висока и според последните објавени податоци изнесува 22,6%. Од она што најмногу се бара на пазарот на труд се продавачи и работници во преработувачката индустрија, но и градежни работници и во финансиската дејност. Во евиденцијата на Агенцијата за вработување работа бараат вкупно 96.728 лица, од кои поголемиот дел се на машка популација. Вестите од Македонија. Индексот на трошоците на животот и индексот на цените на мало во септември 2017 во однос на претходниот месец е на исто ниво, објави Државниот завод за статистика. Вкупниот индекс на трошоците на животот и индексот на цените на мало се на исто ниво во однос на претходниот месец, но во септември се забележени промени по одделни групи. Поред статистика, пораст на индексите на трошоците на животот во септември 2017 во споредба со претходниот месец е забележан кај свежиот и замрзнат зеленчук, освен кај компирот за 2,3%, млекото за 1,5%, другите преработки од месо за 1,2%, сушеното, соленото и чаденото месо за 0,9%, изнутриците и јогуртот за 0,7%, јајцата за 0,6%, алкохолните пијалаци за 0,5%,
Другите пекарски производи, шеќерот, джемот, медот, чоколадата и кондиторските производи за 0,3% и безалкохолните пијалаци за 0,2%. Пораст на индексите на трошоците на животот е забележан и кај гасот за домакинствата за 4,1%, течните горива за домакинствата и течните горива и мазива како дел од опремата за сопствени сообраќајни средства за 2,4%, информатичката опрема за 1,9%, теписите и другите покривки за под за 1,3%. Цврстите горива за домакинствата за 1,2%, малите електрични апарати за домакинства, фотографската и кинематографската опрема и оптичките инструменти за 1,1%, опремата за спорт, кампирање и рекреација во природа, ветеринарните и другите услуги за домашни миленици за 1%, дискови, касети, дискети, CD, филмови за 0,8%, градините, растенијата и цвеќињата за 0,5%, големите електрични апарати за домакинствата, резервните делови и опремата за сопствен превоз за 0,4%. Исто така во септември, намалување на индексите на трошоците на животот е забележано и кај болничките услуги за 9,1%, услугите за сместување за 4,6%, авионскиот превоз на патници за 3,1%, туристичките пакет аранжмани за 1,3%, предметите за лична хигиена и здравје за 1,2%, алатите и опремата за куќа и градина, услугите за лична хигиена за 0,9%, обувките за 0,5%, мебелот за домакинствата, канцеларискиот материјал и материјалите за цртање за 0,3%, облеката, поправките на мебел, покуќнината и покривите за под, накитот и часовниците за 0,2%, индексот на трошоците на живот во септември 2017 во споредба со септември 2016 бележи пораст од 1,7%, а индексот на цените на мало бележи пораст за 4,1%. Во август годинава се издадени 232 одобренија за градење, што е за 6,8% помалку во однос на истиот период лани, соопшти Државниот завод за статистика. Од вкупниот број на издадени одобренија за градење, 154 или 66,4% се наменети за објекти од високо градба, 20 или 8,6% за ниско градба и 58 или 25% за објекти за реконструкција. Од вкупно 232 објекта, кај 161 или 69,4% како инвеститори се јавуваат физички лица, а кај 71 или 30,6% деловни субјекти. Во извештајниот период е предвидена изградба на 559 станови со вкупна корисна површина од 45.011 метри квадратни. Најмалку 10 лица загинаа во пожарите што зафатија најмалку 3 претежно лузарски окрузи во американската сојузна држава Калифорнија. Според локалните власти, во пожарите се уништени околу 1500 стамбени и деловни објекти, а неколку илјади лица биле принудени да ги напуштат своите домови пред ширењето на огнената стихија. Вестите од светот. Турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган ја започна официјалната посета на Србија. На аеродромот по Белград беше пречекан од српскиот претседател Вучиќ, премиерката Брнарич и министри во српската влада. Во дводневната официјална посета предвидени се средби помеѓу двете делегации и потпишување на неколку договори. Премиерката очекува важни договори во областа на земјоделството, додека министерот за енергетика Александар Антич најави повеќе економски теми со акцент на проектот Турски поток. Турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган во Србија е придружуван од 185 бизнисмени и 8 министри. За неговата безбедност се грижат неговите 50 телохранители, но и 3000 српски полицајци. Во дводневната посета предвидено е Ердоган да го посети и Нови Пазар, град кој што главно е населен од муслимани.
Во Приштина превземени биле сите неопходни безбедносни мерки за одржување на првата парада на гордоста на ЛГБТ заедницата, соопштува косовската полиција. Во писменото соопштение објавено од тамошните медиуми, полицијата наведува: во Косово се признава правото на сексуалната ориентираност, како и правото на слободно изразување. ЛГБТ заедницата е дозволена организација, а припадниците на полицијата ќе бидат максимално ангажирани во обезбедувањето со цел да го спречат секој кој ќе се обиде да ги негира правата на оваа заедница. Според најавите, парадата ќе започне во 11 часот и 30 минути и ќе се движи по главните улици на Приштина. Слоганот под кој истата се организира е во името на љубовта. Во изминатите 3 години на Косово се одржаа 3 маршеви на ЛГБТ популацијата. Денеска имавме сончево време со мала до умерена локална облачност и со слаб ветер од јужен правец. Дневната температура се движеше од 17 до 24 степени. И понатаму следува период на стабилно и суво време со постудени утра, а преку денот ќе биде сончево и потопло. Утре ќе има зголемување на облачноста, особено во јужните делови од земјата. Ова е последната информација за овој дневник. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.